Многу опасно по антифашизмот на Македонија од Втората светска војна е да се тврди дека Бугарија не била фашистичка земја. Од Македонија Бугарија не бидува да престане играта со самобитноста на државава. Вакви реакции предизвикаа ставовите на председателот од македонската страна на Историската комисија со Бугарија. Драги Ѓоргиев ја збесна стручната фела кога изјави дека Бугарија не била фашистички окупатор. Историчарите реагираат дека тој не само што не ја познава проблематиката, туку се прилагодува и омекнува кон бугарската страна. Не, академиче Ѓоргиев, Бугарија не само што била фашистичка, туку била нацифашистичка. Говорите за авторитарен режим на цар Борис кој го суспендирал работењето на бугарското собрание, но немало фашистичко уредување. Продолжувате и велите, постојат внатре условно кажано фашистички движења кои имаат фашистички идеи во себе, меѓутоа тие не се во рамките на самата бугарска држава во структурите на владините тела. Професорот Љубомир Цуцуловски прашува зошто изјавата на Драги Ѓоргиев доаѓа по само еден ден, откако министерот за надворешни работи Бујар Османи им порача на историчарите да не се мешаат во политичките прашања. Ако Бугарија не била фашистичка земја, туку само профашистичка, како што тврди Драги Ѓоргиев, тогаш би било интересно да објасни во кое својство царска Бугарија во декември 1941 година, непосредно после јапонскиот напад на Перл Харбор, им објавува војна на Обединетото кралство и САД. Дали на овие земји профашистичка Бугарија им објавува војна како на фашистичките земји? Ово е било епохално историско откритие, или како на дел од големата антифашистичка алијанса. Ставовите на Ѓоргиев се неприфатливи и за писателот Томислав Османли. Нашата волја за евроасоцирање останува отворена, и толку веќе. Трие треба да не го испорачаат одамна заслуженото, не да отвараат нови, бескрени хипокритски игри да атераат нашата врхушка на самоуништувачки остапки по диктат на својот конзерватизам и на бугарскиот шовинизам. Дека Драги Ѓоргиев ја ревидирал македонската историја, реагира и критичарот Наум Пановски. Тој е или некомпетентен историчар, или намерно ја урива Македонија, или пак разговорите ги води во свое име, а не во име на македонскиот народ. Историчарот Александар Литовски претходно алармираше дека допрва ќе имаме проблеми и не изненадува ваквиот бугарски однос, бидејќи Бугарија води политика на антимакедонизмот веќе еден век. Мешовитата историска комисија требаше да донесе решение за македонско-бугарскиот спор, но наместо тоа донесе несогласувања, па дури и гнев кај македонските историчари, кои алармираат дека Бугарија тера хипокритски игри, а Македонија прави самоуништувачки отстапки.